Скопските градоначалници се почесто објавуваат видеа од рушење на дивоградби, испраќајќи порака дека ја почнале борбата против урбаниот хаос и мафија. Ова е позитивен сигнал и долгоочекуван чекор за ставање на ред во досегашното градежно беззаконие во Скопје. Но дали и каде ова рушење ќе продолжи? Сега се почна само со уривање мали објекти и шупи, затрупување темели, рушење на ситни доградби и магазини од по 50 на квадрати. Да, тие објекти треба да се рушат ако се изградени незаконски, затоа што законот мора да важи за сите, но јавноста со право прашува кога ќе почне вистинската борба против урбаната мафија, затоа што Скопје не го унаказија шупите, туку зградуриите што во минатото никнуваа без дозволи и без планови, надвор од секој нормален дуб. Граѓаните сакаат да видат багери и инспектори пред дивоизградените поголеми објекти, многукатници. Оти борбата против урбанистичкиот хаос не се мери со бројот на видеата објавени на Facebook, туку со подготвеноста силно да се удри во срцето на скопската урбанистичка мафија. УЈП синоќа стави пломба на забавниот парк Зимзолент во скопската населба Лисиче. Според неофицијални информации, предходно таму во контрола биле инспектори на управата, кои утврдиле неправилности во работењето. Не е познато до кога ќе биде затворен и дали ќе проработи пред и за време на новогодишните и божичните празници. Вчера и општина Аеродром по 8-дневно чекање од првата констатација за неправилности до организаторот на Зимзолент му испрати решение за отстранување на реквизитите во рок од 3 дена по приемот на решение. Додека од општинските инспекции на Аеродром даваа рокови и чекаа, УЈП синоќа постапи веднаш. Забавниот парк во Лисиче е затворен. Зеленилото во Скопје е дефицитарно, затоа и треба добро да се чува и негува. Но дали е секогаш така? Загрижен скопјанец до нашата редакција испрати видео како камиони на приватен маркет во скопската општина Карпош уништуваат зеленило. Речиси секој ден при дотур на стока, камионите на маркетот освен што го блокираат паркингот и влегуваат во зеленилото и го уништуваат буквално изорувајќи ја тревата. Ни изјави жителот на Карпош кој ни испрати видео од зеленилото на паркингот на улица Волгоградска, каде се гледаат длабоки траги од камионски гуми кои ја уништиле тревата. Тој очекува брза реакција од инспекциите и казни за неодговорните. Општина Илинден информираше дека успешно ја реализирале акцијата за пошумување на повеќе локации. Биле засадени повеќе од 600 садници од различни видови, со цел унапредување на квалитетот на воздухот, заштита на животната средина и подобрување на условите за живот на граѓаните. Акцијата била спроведена со помош на општествено одговорни компании, граѓани, ученици, јавните предпријатија и општинската администрација. Утрово поради сообраќајна незгода на Качанички пат, сообраќајот на обиколницата беше во голем застој. Двете коловозни ленти беа целосно затворени, што предизвика формирање долги колони возила. Од МВР излегоа со првични детали дека се удриле патничко возило и шлепер, и двете со скопски регистарски таблици. Едно лице било повредено и е пренесено во болница. Вчера попладне на подрачјето на Битпазар, полицијата лиши од слобода 24-годишен скопјанец, затоа што на крстосница на булеварот Никола Карев со улица Македонско-Косовска бригада физички нападнал полициски службеник кој извршувал службени дејствија, регулирање на сообраќајот за време на протест. Полицискиот службеник е пренесен во градската општа болница, каде му се констатирани телесни повреди. 66-годишен скопјанец пријавил дека пред 2 дена во семејниот дом во Центар бил нападнат од неговите 2 сина, кои се обиделе да му го земат мобилниот телефон. Во друг случај, жена на 69-годишна возраст пријавила дека во семејниот дом на подрачјето на Битпазар била физички нападната од нејзината 30-годишна снаа. И за двата случаи полицијата презема мерки за расчистување. Од 25 до 27 декември на Корзо во Ѓорче Петров ќе се одржува зимски уличен фестивал. Градоначалникот Александар Стојковски наведе дека фестивалот ќе понуди радост и забава за сите возрасти. За најмалите и најмилите детска смеа и празнична магија, за родителите дружење и убави моменти, за возрастните топло вино, вкусна храна и добра музика, за бабите и дедовците заедништво и убави спомени, напиша Стојковски.
Градоначалникот на општина Центар Горан Герасимовски денеска сподели дека заедно со пријателите од Црвен крст ја посетиле клиниката за детска хирургија, а на дечињата им подариле новогодишни пакетчиња. Малите борци ни возвратија со искрени насмевки и празнична радост, истакна Герасимовски. Тој нагласи дека на дечињата им посакал побрзо закрепнување и што повеќе безгрижни и радосни детски денови. Дедо Мраз ослабел и заспаната Добрина се двете детски новогодишни представи што за нашата најмала публика ќе се играат на 25, 26, 27 и 30 декември на големата сцена на Драмскиот театар Скопје. Драмскиот театар ги поканува родителите и дечињата да ги погледнат представите и со многу радост, песна и смеа да се подготвиме за празниците и новогодишната магија.